По бурните реакции во јавноста од и пензионерите треба електронски да се регистрираат во управата за јавни приходи, владата размислува тие сепак да не мора да се регистрираат електронски. На разгледување на опцијата се пензионерите и вработување кои немаат други приходи, да не се регистрираат во електронскиот систем на управата и податоците за нив да се извлечат од постоечкиот систем. Од таму велат дека се уште нема конечно решение, зашто по бурната реакција во јавноста во тек се преговори со експертите од Европската Унија, со чија поддршка се прави даночната реформа. Ова што го подготвуваме е пред се да се подобрат услугите кои што ги нуди управата за јавни приходи према граѓаните. Ова е нешто што постои во многу земји во Европската Унија и време е да постои тука. Значи, главната идеја на проектот е кој што бил започнат од пред неколку години во УЈП, а со помош на поддршка на ЕУ, практично со пари од даночни обврзници од ЕУ, бил за наместо сите ние да пополнуваме даночна пријава, потоа во УЈП некој да ја контролира, да биде обратното, како во нормалните европски земји, УЈП да вие доставува, да ве праша дали се согласувате, вие да речете да се согласува и тоа е тоа. Ние како Министерство за финансии имаме став и владата дека УЈП треба да направи се, да ги најде сите механизми да им овозможи што полесно на оние поранливи групи на граѓани, секако на пензионерите, за да имаат можност без никаква мака да бидат регистрирани и ние тоа ќе го направиме. Најголеми реакции за ова новина дојде од пензионерите, изнемоштените и оние кои не знаат да ја користат компјутер. Досега оваа обврска за пријавување на данок секоја година ја има околу 500.000 граѓани. Сега на шалтерите на управата за јавни приходи ќе се оди само еднаш, но треба да се регистрираат околу 1 милион граѓани. Од управата за јавни приходи претходно кажаа дека граѓаните кои нема да успеат да се регистрираат, нема веднаш да се казнуваат. За нив ќе се активираат и мобилни шалтери кои ќе помагаат во целосната процедура.